Добро, благодарам на присуството. На крајот сме на изборната кампања за предремените парламентарни избори во 2020 година. Победата на ВМРО-ДПМН, промената во Македонија е веќе известна, обновата доаѓа и со тоа се гледа и паниката кај Зоран Заев и СДСМ. Мојот противкандидат во четвртата изборна единица не собра храброст и сила во текот на целата кампања да излезе на дуел со мене и да се соочи со мене во однос на програмските концепти и определби во четвртата изборна единица. Да видиме што ветувам јас и ВМРО-ДПМН за четвртата изборна единица, а што ветува Зоран Заев и СДСМ за четвртата изборна единица. Но исто така да видиме и што е досега направено. Она од што најмногу страда Македонија е криминалот и корупцијата и мислам дека тоа е една од основните причини зашто избега од едно вакво соочување, но граѓаните на четвртата изборна единица ќе го дадат одговорот на 15 јули, кога ќе се случи една голема победа на ВМРО-ДПМН. Дека е така, покажува и фактот што Заеви почнаа да го селат капиталот од Македонија. Имено, семејството Заеви се јавува како странски инвеститор во Република Бугарија. Јас јавно повикав пред една недела да излезе во јавноста и да каже дали неговото семејство се јавува како странски инвеститор во најмалку две европски држави. Еве едната ја објавувам денес, тоа е Република Бугарија. До денес нема одговор, затоа што нема одговор, решив јас во интерес на јавноста да ја презентирам документите. Основното прашање е дали се спремаат за бегство после поразот на парламентарните избори на 15 јули. Домашните фирми, односно фирмите во Македонија, кои што се во собственост на Заеви, веќе се селат, односно мигрираат во Бугарија, односно тамошните фирми веќе стануваат собственици на фирмите кои што Заеви ги поседуваат во Македонија. Покрај досега објавените фирми кои што се во собственост на Заеви во Бугарија, а тоа се Oriental Group, Гомасидра и Радиша Трейд, сите формирани во Бугарија откако Зоран Заев е на власт, основани се две нови после претседателските избори, кога веќе мирисаше на скандалот Рекет. Значи, свесни дека поразот е неминовен, свесни дека скандалите ќе почнат да излегуваат, формираат две фирми во Бугарија. Двете нови фирми се во собственост на Трајче Заев и Бобан Заев. Истите се основани на 13 мај 2019 година, на иста адреса во Петрич, како и претходните, со име Medical 420 BG и Фарма ЕУ-БГ. Во интерес на јавноста ги презентирам документите за овие две фирми. Ова е Фарма ЕУ-БГ и еве го подписот на основачкиот акт. И втората фирма, исто така основана во Бугарија, во Петрич, Medical 420 BG, исто така подписот на основачкиот акт. Истите овие две фирми, основани во Бугарија, Фарма ЕУ-БГ и Medical 420 BG, се јавуваат како собственици на најмалку две фирми во Македонија, а и на дел други малцински, во дел други фирми се јавуваат како малцински акционери. Сето ова отвара прашања во однос на тоа какви се намерите на семејството Заеви после поразот на парламентарните избори, свесни дека ќе треба да одговараат за сторените криминал и корупција кои што ги направија во изминатиот скоро 4-годишен период на власт. И второ го поставува логичното прашање: зошто во текот на целата кампања Зоран Заев не одговори на моето прашање? А тоа е дали е во состојба да го докаже потеклото на сопствениот капитал и потеклото на капиталот на неговото семејство, затоа што ВМРО-ДПМН ветува во програмата за обнова на Македонија, еден од основни носечки проекти во делот на борба против криминал и корупција, да биде усвојување на закон со кој што ќе се испита потеклото на капитал на сите луѓе кои што занимавале со јавен живот во изминатите 30 години. Цела кампања го повикував, цела кампања не одговори, веројатно ова е една од причините. Поштувани пријатели, поштувани граѓани, обновата доаѓа. Јас сум сигурен дека вие ќе одберете обнова и дека на 15 јули ќе се случат промени. А после тоа, ќе ја градиме заедно Македонија, економски ќе издигаме, но исто така ќе има одговорност за сиот сторен криминал и корупција уште во првите
6 месеци, на тоа јас се обврзувам, на тоа ВМРО-ДПМН се обврзува. Благодарам, поверите дали има прашање. Има едно прашање кое што пристигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН. Денеска во медиумите може да се види нов аудио запис за вашиот против кандидат во вашата изборна единица, за Зоран Заев, како договара да паѓаат судски случаеви, па ваш коментар околу целиот аудио запис. Не сум изненаден, тоа е нешто што го знае целокупната македонска јавност, дека Зоран Заев целосно го контролира за жал во Македонија судството и обвинителството, дека од позиција на најмоćен човек во државата, како тогашен премиер, наредувал и нарачувал и судски прогони, и судски пресуди, и обвинителни акти, и истраги, и предистраги и така натака. Со истите после тоа тргувал со цел да добие политичко влијание и политичка корист. Така што ова што го слушаме денес е само потврда на сето она што ние го зборуваме со години наназад. Од истото Македонија ќе се спаси, ќе се исчисти после 15 јули, доаѓа обновата и за сите овие незаконски действија ќе има одговорност. Благодарам, тоа беше единствено прашање. Благодарам.